Почитувани, СДСМ и Зоран Заев предизвика вистинска катастрофа во македонското земјоделие. 2 години без грамка срам ги лажат земјоделците, а на сметка на тоа работат единствено на лично богатење и луксузирање. Пред само 2 недели представници на Министерството дојдоа во Тиквешијата и ветија дека сите праски ќе се откупат. За понижувањето да биде поголемо, донесува и купец, кој за само 2 дена исчезна. Ова не само што е лажење, ова е директно понижување на трудот и маката на земјоделците во Тиквешијата. Почитувани, пред само 3 години, за време на изборите, ветуваа дека веднаш ќе ја донесат зелената нафта за земјоделците. Ветуваа сигурен откуп и сигурни цени за земјоделските производи. Ветуваа дека откупувачите ќе се тепаат кој да плати повеќе. А сега, после 3 години, сме сведоци на екзодус во македонското земјоделие. Не само што нема сигурен откуп, сигурни цени, зелена нафта, туку производителите на праска се принудени да ги фрлаат праските по депониите, а некои воопшто и да не ги берат. Ова што во моментов се случува со овоштарството е само почеток за она што за 2 месеца ќе се случува со лозарството. Оваа влада нема никаква стратегија и план за да ги реши проблемите на земјоделците. Имаме сериозни сознанија дека винариите уште сега ги намалуваат откупните квоти за грозје, за да пред самата берба ги стават лозарите пред свршен чин, за да немаат шанса да побараат покачување на цената на грозјето. Очекуваме и предупредуваме дека најверојатно ќе се изврши покачување на прагот на минималните шеќерни единици на грозје од сортите Смедеревка и Вранец. И со самото тоа, лозарите ќе бидат приморани да го дадат грозјето по пониски цени, се со цел да не им остане на нивите, како што сега остануваат праските, кајсиите, јаболката во ресен и многу други земјоделски култури. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН Кавадарци апелира до владата на Заев да престане со понижување и омаловажување на земјоделците. 2 години земјоделието само тоне, а земјоделците не можат да ги покријат ни производствените трошици. На Македонија и се потребни промени, а промените ќе се случат кога оваа неспособна и неодговорна влада на Заев и СДСМ ќе си замине.